Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Грција нема ништо да добие од натамошно противење, вели Даниел Сервер, професор на катедрата за виши меѓународни студии при Универзитетот Џонс Хопкинс во интервјуто за Гласот на Америка по повод вчерашната одлука на Меѓународниот суд на правдата. Овој експерт ја повикува Грција да се издигне над балканските услови, во кој губитокот на една страна е автоматски придобивка за друга и да покаже европска далекосежност со тоа што ќе го деблокира приемот на Македонија во НАТО, извештена Ведран Андоновски. Одлуката на судот Сервер ја смета за ефектен триумф на Македонија. Скопје победи. Одлуката оди целосно во правецот што Скопје го посакуваше. Наведува дека Грција прекршила времената спогодба кога го блокираше членството на БРМ во НАТО во 2008. Во изјавата на генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен дека судската одлука нема влијание на одлуката на НАТО од самитот во Букурешт и дека услов за членство и натаму е обострано прифатливо решение за името, Сервер не гледа пречка Македонија сепак да влезе во алијансата под референцата БРМ. Дури и со изјавата на генералниот секретар ми се чини дека би било разумно да се прифати БРМ и БРМ да биде примена што е можно поскоро. Тоа сега би требало да биде обострано прифатливо решение на кое повикува генералниот секретар. Судот можна јасно предочи дека не би сакал да чуе дека Атина ќе ја повтори грешката што ја направи во 2008. Во неодамнешни изјави, Сервер и поранешниот американски амбасадор во НАТО Курт Вокер предлагаат САД и европските сојузници да извршат координиран притисок Македонија најпрвин да влезе во НАТО под БРМ, па потоа да се решава спорот со името. Сервер не сака да прогнозира дали ќе дојде до такво нешто, можеби уште на самитот на НАТО наредната година во Чикаго, но не е без надеж. Не знам што да очекувам, но знам на што да се надевам. Дека Грција ќе согледа дека вистинскиот пат надвор од ова е да ја прифати БРМ како членка на НАТО и да продолжи со преговорите за перманентно решение. Грција нема ништо да добие од натамошно противење по ова прашање. Само може да загуби. Искрено, во последно време доста загуби. Мислам дека ќе биде голем плюс ако го стави ова прашање зад себе. Условите за еден таков обновен напор се добри, оценува поранешниот дипломат и добар познавач на состојбите на Балканот Даниел Сервер во интервјуто за Гласот на Америка на македонски. Руските власти натаму во притвор држат најмалку 250 опозициони демонстранти уапстени на соборот против наводната изборна измама, во услови кога американската државна секретарка Хилари Клинтон повторно ја критикуваше Москва за нерегуларни парламентарни избори. Таа изјави дека тие ниту биле слободни, ниту фер. Втор ден поред Клинтон истакнува сериозна загриженост за изборите од неделата на кои партијата на премиерот Владимир Путин победи иако загуби огромен број гласови со обвинувања за нелегално полнење на гласачките кутии и други нерегуларности. Клинтон изјави дека руските гласачи заслужуваат целосна истрага по изборната измама и манипулација. Рускиот председател Дмитрий Медведев инсистира дека изборите се фер, честни и демократски. Демонстранти и активисти од САД продолжуваат да се собираат на националното шеталиште во Вашингтон, планирајќи протести чија цел се Конгресот и неговите лидери на Капитол Хил. Организаторите на протестот, наречен Вратете го Конгресот, најавуваат собори кои би траеле уште најмалку 3 дена. Астрономи со седиште во САД откриле 2 најголеми досега црни дупки во Вселената, за кои се верува дека може да дадат нови информации за раниот универзум. Научници од Универзитетот Беркли во Калифорнија велат дека секоја од огромните црни дупки има маса еквивалентна на 10 милиарди пати поголема од Сонцето или соларната маса и сила на гравитација што покрива регион 5 пати поголем од нашиот соларен систем. Најголемата супермасивна црна дупка, за која досега се знаеше, тежеше 6,3 милиарди соларни маси. Долината Сан Луис станува водечки производител на соларна енергија во САД. Неколку соларни постројки генерираат електрична енергија на индустријско рамниште, а други се во процес на изградба. Според законот од Колорадо, 30% од струјата во оваа сојузна држава до 2020 мора да дојде од обновливите извори на енергија.
Сан Луис ужива дури 340 сончеви дена годишно, така што подемот на соварната индустрија не е за изненадување. Ник Тиел управува со ранчот за соварна енергија Сан Луис. На 89 хектари имаме 110.000 соларни плочи, значи постројка од 30 мегавати. Според компанијата, тоа дава електрична енергија за преку 7500 домови. Во оваа долина соварните фарми се шират рапидно со тоа што Колорадо стана трета сојузна држава по производството на соварна енергија, по Калифорнија и Њу Џерси. Но сонцето само по себе не е доволно. Недоволната инфраструктура за пренос на енергија останува нерешен проблем. Згора на тоа, ширењето на сончевите плочи на полињата се заканува на земјоделството, што досега беше златната кокошка на оваа долина во Колорадо. Со ширењето на плочите, земјиштето и реките пресушуваат. Стив Вандивер, задолжен за водниот режим на реката Рио Гранде, загрижено коментира. Ако пропадне земјоделството, ништо нема да остане. Џорџ Витен е од семејство кој со децении одгледува овошје и зеленчук без хемикалии. Неодамна со сопругата Џули и други активисти за заштита на животната средина кренаа глас против изградба на соварна фарма на 800 хектари. Семејството Витен смета дека индустриските зони, па дури и соварните, не треба да го заменат земјоделството. А утре облакодерот Empire State на продажба. Зошто собствениците се решија на ваков чекор по толку години, гледате утре во Newsflash. Облакодерот на берза. Можност за прв пат јавноста да купува акции во Empire State Building. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Подсетување на нашата Facebook страница го објавивме добитникот на наградната игра на Гласот на Америка на македонски, во која доделувавме компјутер iPad 2. Добитникот е Ирена Цветич од Велес. Честитки за Ирена. Извлекувањето се одржа во просториите на Гласот на Америка во Вашингтон на 2 декември. А во меѓувреме ве подсетуваме да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com за најново од САД и светот. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте ни утре.